Урбани вести на Прва Скопска, добро дојдовте. Основниот суд Скопје 2 донесе одлука компанијата Балкан Енерджи да не оди во стечај. Повеќе детали околу оваа одлука имаме подолу во вестите, а во продолжение ја гледаме генералната најава. Околу 1000 матуранти играа на плоштадот Македонија. Нема стечај за Балкан Енерджи. Словенскиот амбасадор Милан Јазбец на литературната манифестација Илинден промовираше книга. Сингелич Стајковци, црна точка со најголем број нарушувања на јавниот ред и мир. Пивара со ново пиво на пазарот, скопско нефилтрирано. Точно напладне на плоштадот Македонија во Скопје околу 1000 матуранти традиционално го одиграа танцот квадрил. Матурантите од Скопје танцуваа истовремено со нивните врсници од 62 града. Плоштадот Македонија денеска напладне беше приплавен со матуранти. Со звуците од Штраусовата опера Лилјакот и со дадена заклетва за ненасилство, околу 1000 матуранти го одиграа традиционално танцот квадрил. Истовремено матурантите од Скопје танцуваа со нивните врсници од 62 града во Босна и Херцеговина, Бугарија, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Хрватска и Црна Гора. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов на матурантите им порача во текот на целиот живот да ги задржува ентузијазмот и енергијата која сега ги имаат и да бидат посветени кон она што ќе го работат. Оваа порака што како Скопје, оваа порака што како Македонија ја праќаме со интернационалната манифестација Матурска парада, зборува дека вака само заедно сплотени ќе можеме да успееме, дека само вака заедно сплотени ја имаме силата која што ја носи убавината и која што ја носи радоста во животот, како што вие денеска празнувате дел од својот живот. Шилегов најави дека ќе се грижи Скопје да стане модерен, европски и безбеден град, во кој не се сомнева дека матурантите ќе одберат да го продолжат својот живот. Инаку, матурската парада почна да се организира во 2001 година во Љубљана, а во Македонија за прв пат се одржа во 2007 година во Скопје и Охрид. Компанијата Балкан Енерджи од Скопје нема да оди во стечај. Ваква одлука донел Основниот суд Скопје 2, откако до судот се доставени докази дека компанијата ги има подмирено сите финансиски обврски и оти нејзините банкарски сметки не се блокирани. Основниот суд Скопје 2 донесе решение со кое ја прекинува постапката за отворање стечај на компанијата производство на топлина Балкан Енерджи од Скопје, пренесува МИА. Во образложението на решението на надлежниот суд, како што информира МИА, стои дека ваквата одлука е донесена откако до судот се доставени докази дека компанијата ги има подмирено сите финансиски обврски и оти нејзините банкарски сметки не се блокирани. Со ова судот констатира дека престанува работата и на претходно назначениот привремен стечаен управник. На ваквото решение на судот не е предвидена можност за жалба од страна на подносителите на предлогот за отворање стечајна постапка, информираат од МИА. Со ваквиот епилог, се нагласува во соопштението, одстранети се сите формалности, пошто производство на топлина Балкан Енерджи продолжува со интензивните подготовки и ремонтни активности на постојките за предстојната грејна сезона, за нејзин успешен старт во законски предвидените рокови. Пред финишот на големата литературна манифестација Илинден денеска се одржа препознатливото литературно матине за деца, во кое најдобрите детски поетски творби беа наградени. А на задоволство на публиката вчера вечер промоција на својата книга одржа и словенскиот амбасадор во Република Македонија Милан Јазбец. За големината на литературната манифестација Илинден говорат и звучните имиња кои токму тука ги промовираат своите литературни дела. Еден од нив е и словенскиот амбасадор во Република Македонија Милан Јазбец, кој во рамки на манифестацијата ја промовираше својата книга. Токму со амбасадорот позборувавме за неговите литературни почитоци, мотивот за пишување и инспирацијата. Ни откри дека првата песна ја напишал на 4 годишна возраст, а досега има напишано 40 книги, меѓу кои и научни трудови, а инспирација наоѓа во се. Па све ме инспирира. Се ме инспирира. Например,
Седам на состанок или во автомобил, ке земам лист и пишувам песна. И размислувам за книгата. А по половина година или година седнувам и ја пишувам книгата. Инспирација наоѓам буквално во најобичните секојдневни работи. Свакодневни стварима, најобични. Каква е поврзаноста помеѓу Милан Јазбец, амбасадор и поет? Дали е возможно истовремено да се работат двете работи и да се биде подеднакво успешен на двете полиња? Писање романа и песама, поезија. Пишувањето романи и песни ми е одбрана пред бирократските работи. Тоа ми помага да останам човек, а не бюрократ. Инаку се надополнуваат едно со друго, бидејќи дипломатите работат со зборови и од тука се поврзани. Во литературата наоѓам излез од секојдневното трчање по приеми и посети. Песните на Јазбец изобилуваат со љубовна и сентиментална тематика, која професорката Кристина Николовска можно успешно ја принесе до присутните. Ми недостасуваат силно оние рамења, цврсти, моќни, издржливи, оние раце рапави, силни, испреплетени, оние очи добродушни, големи, меланхолични, оние сенки на татковите чекори. Во рамки на културната манифестација денеска беше одржано и литературно матине за деца, на кое најдобрите творби на учениците од основните училишта во општина Илинден беа наградени со сет книги и статуетка, а литературни читања имаа голем број поети за деца. Дел од нив ја нагласија потребата од поголемо присуство на писателите за деца во основните училишта. Писателите за деца и млади, за жал, ги има само во дел од нив, во учебниците и во лектирите. Јас мислам дека подитно, значи веднаш, треба да се вратат и во училиштата, затоа што учениците се желни да ги видат и во живо, да другаруваат, да се сретнат, да добијат поддршка. Едноставно, писателите не се измислени, не се имагинарни имиња, тие се реални луѓе. Тие дечиња, еве ги слушнавме денеска, прекрасни творби напишале. Тие треба да ги презентираат некаде. Тие деца треба да се мотивираат токму со презентацијата. Треба да постојат повеќе такви манифестации детски, каде што ќе ги мотивираме овие дечиња да пишуваат. Гледате колку е убаво. Јас, например, сум пресреќена кога овде доаѓам на овие илинденски средби, во оваа прекрасна општина, каде што сите дечиња доаѓаат да не слушнат нас, а и ние да ги слушнеме. Со низа активности денеска музеите на Македонија и во Скопје го одбележаа Светскиот ден на музеите 18 мај. Посетителите во музеите на територија на Скопје во текот на денешниот и утрешниот ден имаат можност да ги посетат изложбите, промоциите и концерти. Музеите во Македонија денеска со изложби и активности го одбележаа Светскиот ден на музеите 18 мај, а некои од нив утре ќе се придружат на манифестацијата Европска ноќ на музеите. Влезот на Музејот на Македонија денеска бесплатен за посетителите. Во рамките на Европската ноќ на музеите во Република Македонија, Музејот на Македонија утре ќе биде отворен од 19 до 1 часот по полноќ, а од 21 часот утре вечер ќе се одржи концерт. Археолошкиот музеј на Македонија денеска ги промовира новите простории на најстарата и најголемата специјализирана археолошка библиотека во Македонија. Фондот на библиотеката има повеќе од 6000 книги со преку 20.000 стручни и научни трудови од домашни и странски автори. Светскиот ден на музеите со две тематски изложби го одбележува и Природно-научниот музеј. Од денеска до 10 септември во овој музеј ќе бидат поставени геолошко-палеонтолошка изложба. Светскиот ден на музеите традиционално се одбележува на 18 мај од 1977 година, со цел да се подигне свеста за важноста на музеите и културното наследство во развојот на едно општество. Утврден е од Меѓународниот совет на музеите ИКОМ, кој е формиран во 1946 година. Целта на основањето на ИКОМ е да се создаде мрежа на музеи и музејски професионалци од земјите од светот кои се грижат за културното и за природното наследство. Република Македонија се вклучи во таа мрежа во 1993 година со формирањето на Македонскиот национален комитет на ИКОМ.
Со отворање канцеларии за превенција во Стајковци и Сингелич и со зголемена активност на терен на Советот за превенција ќе се зголемува безбедноста во општина Газибаба. На првата седница на Советот за превенција како црна точка со најголем број нарушувања на јавниот ред и мир беше посочен делот од Сингелич до Стајковци и токму поради тоа се планира дислокација на последната автобуска постојка на автобусите 45 и 23. 129 нарушувања на јавниот ред и мир се регистрирани на територија на општина Газибаба во првите 4 месеца од годинава. Од нив 115 нарушувања се комплетно расчистени. Овие податоци ги соопшти командирот на полициската станица Газибаба Сашо Велковски на првата седница на локалниот совет за превенција, кој има за цел подобрување на јавната безбедност и превенција на негативните појави врз јавната безбедност. Црна точка во општина Газибаба се смета делот од Сингелич до Стајковци, односно на овој дел се случуваат најголемиот број нарушувања на јавниот ред и мир, но сепак се намалени во споредба со претходните години. За таа цел, со ребалансот на буџетот на општина Газибаба, ќе се одвојат средства во втората половина од годинава да може да се дислоцира последната автобуска постојка на автобусот со број 45 и 23 и да се изгради нова автобуска на површина од 5000 метри квадратни, кај игралиштето Фортуна во Сингелич, каде што ќе има мини плоштад, просторот ќе биде целосно осветлен, фреквенцијата на луѓето ќе биде зголемена, а тука наскоро ќе биде отворена и нова канцеларија за превенција. Со ова ќе се придонесе да се намалат или воопшто да ги нема прекршоците. Канцеларија за превенција ќе биде отворена и на 23 мај во Стајковци. Оваа канцеларија била уништена со поплавата во 2016 година, но сега е обновена и повторно ќе биде отворена. Со овие две канцеларии за превенција во најкритичните места во Газибаба се очекува работата на локалниот совет за превенција и присуството на терен да влијае на безбедноста во општината и да се превенира воопшто да не се случуваат несакани настани со кои се нарушува јавниот ред и мир и се загрозува безбедноста на граѓаните. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски информираше дека пред 2 недели во соработка со UNDP и ОПСЕ започната реализација на проект за доближување на учениците и нивно мултиетничко заедничко работење во сите 11 основни училишта, во чии рамки учениците секој викенд имаат работилници, а резултатите ќе бидат презентирани на 3 ноември на денот на општината. Но ова е само една од активностите на општината за доближување на учениците. Исто така се планира да се вклучат и средните училишта и факултетите, а и родителите на учениците во разни едукативни средби и работилници, кои ќе допринесат да се промени лошото однесување на децата, за кое, како што посочија представниците на МВР, неголема улога имаат социјалните мрежи, порталите и медиумите. Исто така посочено беше дека треба повеќе да се вложува во спортот и образованието. Статистичките податоци покажуваат дека физичките насилства и напади се намалени, но сепак треба да се продолжи со активности и да се направи акционен план за реализација на сите активности, насоки и мерки за безбедноста во општина Газибаба. На 2 локации в понеделник на 21 мај во општина Карпош ќе се одржи голема крводарителна акција. Од општината ги повикуваат сите хумани граѓани на Карпош и сите останати крводарители од градот Скопје и Република Македонија да ја покажат својата хуманост и да се вклучат со дарување на најскапоцената течност. В понеделник на 21 мај ќе се одржи голема хуманитарна крводарителна акција во организација на општина Карпош. Локалната самоуправа во соработка со Општинскиот Црвен крст и Заводот за трансфузиологија на Македонија. Оваа акција ќе ја спроведе на 2 локации: спортската сала во основното училиште Лазо Трповски во населбата Карпош 3, како и урбаната заедница Влае 1. Истата ќе трае од 9 до 17 часот. Како што информираат од општината, општина Карпош е позната како една од најхуманите општини. Голем број граѓани вработени во општинската администрација, вработени во општинските основни училишта и детски градинки, несебично даруваат крв на овие крводарителни акции и помагаат на сите оние на кои им е најпотребна. Од општината ги повикуваат сите граѓани на Карпош и сите останати крводарители од градот Скопје и Република Македонија да ја покажат својата хуманост и да се вклучат со дарување на најскапоцената течност.
Љубителите на доброто пиво ќе можат да уживаат во вкусот на новото нефилтрирано пиво на Скопско. Како што информира пивскиот мајстор на пивара Скопје, пивото припаѓа на категоријата крафт пива, кои што во Македонија и на Балканот не се често застапени, меѓутоа во светски размери земаат се поголем тренд. Пивара Скопје го промовира новиот производ од портфолиото на Скопско, Скопско нефилтрирано пиво. Како што информира производителот, љубителите на доброто пиво ќе го препознаат овој вкус, како и оние кои сакаат нови возбудувања и нови предизвици. Оперативниот менаџер за производство на пиво во пивара Скопје, Кирчо Стојанов, рече дека му представува голямо задоволство што работел со тимот за да го остварат овој нов продукт. Стојанов информира дека пивото припаѓа на категоријата крафт пива, кои што во Македонија и на Балканот не се често застапени. Меѓутоа, во светски размери земаат се поголем тренд. Скопско нефилтрирано пиво произведено е од најдобрите природни состојки по оригинален рецепт како и Скопско, со традиција од 94 години како рецептура за производство на Скопско. Единствената разлика помеѓу во процесот на производство е што ова пиво не е филтрирано. Тоа значи дека ова пиво е наполнето директно од подрум. Во ова пиво има квасец, затоа пивото е матно поради присуството на квасецот и ова пиво е побогато со витамини, протеини и има поголема калорична вредност. Како што додаде Стојанов, поради присуството на квасец, пивото има автентичен вкус, кој што потсетува на пивата што се произведувале пред 100 години. Поради специфичноста и уникатноста на производот, вложен е голем труд во пакувањето. Ова се разликува од стандардните пива. Амбалажата е обвиткана со хартија, а тоа е така затоа што производителот сака да ја заштити течноста од влијанието на светлината и да се зачува свежината на пивото што е можно подолго време. По повод денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, детскиот културен центар Карпош и оваа година заедно со град Скопје традиционално ќе ја организира манифестацијата Цртање на асфалт. И оваа година учесници ќе бидат децата од скопските градинки. Детскиот културен центар Карпош и оваа година заедно со град Скопје традиционално ја организираат манифестацијата Цртање на асфалт по повод денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, во која учество ќе земат сите градинки од Скопје. Како што информираат од ДКЦ Карпош, манифестацијата ќе се одржи во градскиот парк позади фонтаната кај споменикот на Гоце Делчев во вторник со почеток во 10 часот и 30 минути. Материјалите за цртање ќе бидат обезбедени од ДКЦ Карпош, а ќе биде организирана и пригодна програма и символични награди за учесниците. Познатиот режисер Милчо Манчевски и продукцијата Сектор Филм ги повикуваат сите заинтересирани на возраст од 18 до 32 години, како и студентите на наставните програми по актерска игра на аудиција за неговиот нов игран филм Врба. Продукцијата Сектор Филм и режисерот Милчо Манчевски повикуваат студентки и студенти на наставните програми по актерска игра на аудиција за неговиот нов игран филм Врба. Од продукцијата ги повикуваат сите заинтересирани на возраст од 18 до 32 години и сите оние на кои актерството им е остварена или планирана професија. Подетални информации околу аудицијата заинтересираните може да добијат на vrbacasting@gmail.com. За актерките и актерите од другите возрасти, од продукцијата информираат дека ќе биде објавен друг повик во текот на следниот месец. Денеска имавме сончево време со температура до 26 степени. За утре не очекува променливо облачно со локални врнежи од дожд. Попладне ќе има и ретка појава на грмежи, особено во планинските подрачја. Температурата ќе достигне до 23 степени. Во недела температурата ќе се движи од 15 до 27 степени, во понеделник од 13 до 28, а во вторник од 14 до 27 степени. Со временската прогноза ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Повеќе информации можете да добиете на mtm.mk. Довидување.